Дали барањето на Али Ахмети до лидерот на СДСМ Зоран Заев да му достави предлог програма има искреност во намерите на ДУИ да преговара за формирање коалиција или станува збор за минирање на преговарачкиот процес? Артан Груби, шеф на кабинетот на Ахмети, во 24 анализа вели дека ДУИ очекува од СДСМ на писмено да му достави понуда за коалиција. Првиот дел е хармонизација на политичките ставови околу многу ситуации во земјава. Нели, итните реформски приоритети, СЈО, Охридскиот договор, албанскиот јазик и многу други политички прашања кои што владата ќе треба да ги застапува во следниот период. Вториот дел е хармонизација на програмските платформи што ги имавме на изборите во 2016 година, тоа што го ветивме ние на граѓаните. Третиот дел има со поделба на ресорите. Четвртиот дел е со роковник за се ова кога ќе се постигне. За ваквите барања од СДСМ се воздржани и велат дека во овој момент не сакаат било што да коментираат. За сега да оставиме да видиме како ќе одат работите. Се уште траат внатре партиските консултации. Кога ќе дојде време ќе известиме јавноста за се што ќе биде одлучено. Сепак од партијата посочуваат дека остануваат на ставот и ќе дадат предлог програма, а според информација на телевизија 24, можно е ДУИ веќе да се запознаени и со дел од точките од таа програма. Дел од експертската јавност смета дека ДУИ со ова намерно провоцира и води задкулисни игри, а постои сомневање и во искреноста на тројцата потпредседатели кои беа против коалицијата со ВМРО-ДПМН. Со овие услови или со оваа чек листа на услови, они си сакаат да купуваат време и така да идат без да направат вада до локалните избори и така пречутно да има некој таен договор со ВМРО за да може да ги добијат сите општини во Македонија. И за овие тројцата луѓе што вие кажувате, ја не мислам дека они настапуваат независно, мислам дека изиграваат малце опозиција кај ДУИ за да може да добијат уште мандат, а со тоа да го положат едниниот животен политички век во Македонија. И конкретниот предлог може Заев да го поднесе, да ги содржи клучните елементи, а тоа е она што сега ја генерира кризата, да биде решено. А кризата сега ја генерира непроцесуирањето на најголемите криминали. Значи, во оваа ситуација Заев може слободно да му поднесе еден договор каде што ќе се каже дека сите случаи за злосторства против човечноста, за масовните кршења на човековите права ќе бидат процесуирани, дека тоа е првиот приоритет. СДСМ и ДУИ влегува во преговарачки процес по неуспехот на Ахмети со Груевски да договори влада, а по средбите со Хан, Заев потврди дека ќе достави на писмено понуда за коалиција.